по наслов на новото видео, може да видите дека идеме накај првиот по-голем, така по организиран собир од Street Workout Македонија за тренинг, Македонија за тренингот кој што го истите тие организираат. Ќе си речете зашто јас канал што е базиран на теретана и на се идам на стрит лифтинг, па ете, зашто да не бев дел од групата од кога има 20 мембери, ме додадоа преку другари, па сега зашто да не се отиде да се испочитува, можеби да се земе нивна мајца, да се даде поддршка на организацијата за еден ден, нешто во Македонија да порасне на поголемо ниво. Знаеме, секаде има стрит воркаут, калистетикс групи низ Балканот и низ Европа, ама кај нас нема, за сега. Па еве, нешто такво се случува и кај нас. На овој собир мислам дека ќе има многу од дечките кои се и шампиони во своите категории, дали на Балкан куп или на македонски куп во стритлифтинг, па може би да извадам некој интервју со нив. Идеме натака, па се евам пред да стигнем. Полека, ама сигурно стигаме на собирот Street Workout Macedonија, паќа Македонија, 5 сат, тука сме. Еве како изгледа одгоре, сите собрани, таму се шампионите, со тој дечко после ќе правиме интервју, да оставиме прво да истера тренинг, таму се пакуваат мајците, исто кој сака да нарача ќе оставам во дескрипција линк од нивниот Инстаграм. Горе, не знам каде е дронот да го фатам, исто така ќе има и снимки од дрон, ќе ги ставам во видео. Накратко, првиот поголем собир од Street Workout Macedonија пак Македонија, поминува добро, за сега има колку? Да не ги брам сите, околу 20 души има? 2, 4, 6, 8, 10, да, околу 20 на души има. Да се запакуваат маичките и ќе видиме што, како и кој што ќе тренира. Еве ви дрончеви. Сигурно ќе има некои добри кадри. Ајде! Ова е најславата атлета од Street Workout Македонија. Пупу. Нему на куче. Значи, ако е он најславиот, кој се не? 13. Се пребројува кој како ќе вежба. Кој го гледаше видеото? Уствари тоа видео ќе излезе утре или задутре за нозе. Извежбав нозе и вчера правев грб, така да денеска ништо нема од овој тренинг заеднички. Тука сум само за поддршка. Еве по-професионален фотошутинг, за разлика од мене. Како изгледа една голема екипа од Street Workout Macedonија. Вика е дронот. Се надевам дека нема да скасне за година-две. Заради тоа што, брат, искрено според мене ова е некое многу здраво движење што е квалитетно да се вложи во ова движење, пред се едноставно да се вложи труд и веруете, бара многу труд и бара многу посветеност да работиме како тим. Сите се надевам дека ви се свига на сите приказнава, ви се свига како одиме. Имавме прво организирано надпреварување, што не беше под капа на Street Workout Македонија, беше организирано како сосема рандом онака надпреварување, но сега секој народно надпреварување ќе оди преку под капа поточно на Street Workout Македонија и ќе го организираме како Street Workout Македонија. Street Workout Македонија не сме само јас и Давид, ќе напоменам, сите сме Street Workout Македонија од прв до последен. Секој што сака да дојде е добре дојден. Секој што сака да се промовира преку Street Workout Македонија, слободно ќе го испочитуваме, ќе го испромовираме. Тука сме за да се бустаме еден со друг. Нормално, знам дека сите брат идеме и се надпреваруваме надвор од Македонија. Тоа е еден огромен плюс пред се и ќе се потрудиме максимално да му даеме на секој поддршка колку што може. Дали била поддршка
со промоција на интернет, било поддршка во знаење, поддршка за други некои работи, поддршка за спонзорства и било какви други работи, значи едноставно може да смета на нас. Сега колку можеме, ќе дадеме максимум, пак ќе кажам колку можеме, пошто и ние сме млади дечки кои тек почнуваат. Зборам за сите. Така што се надевам дека ќе бидете задоволни од самото тоа. Но исто сакам да напоменам зашто на крај да одиме на надпреварувања само во надпреварување во странство се мериме, брат, кога можеме да направиме надпреварување и овде. Па на помладиве генерации да им покажеме дека нешто постои, дека нешто се случува. Заради тоа што имаше ситуација, доаѓа еден дечко на шипки вежбам, помал од нас неколку години, ми кажува, брат, и сакам да почнам со калистеникс, ја му кажувам за приказнава, не знам, разбираш. И баш се интересираат и се запрашуваат што е ова. Се уште луѓето не се информирани за нас, едноставно како неофицијална организација. Поточно ние сме друштво кое се уште не е официјализирано, но тоа е нашата цел, да дојдеме на ниво да го официјализираме сево ова, па понатака да се вложиме, да направиме напори да дојдеме и до уво на државата или на Агенција за млади спорт, да обезбедиме подобри услови пред се за тренинг. Заради тоа што сите знаеме колку се битни условите. Да не мора да тренираме, брат, летно време по теретана, да се гушиме, заради тоа што не сите теретани имаат добра клима и добри услови внатре. Едноставно да си направиме и паркчиња, кај што ќе можеме сите да тренираме онака баш да газиме максимално. Уште едно сакам да напоменам само што се однесува, имаме нели група, сите знаеме на Инстаграм. Сите што се нови, денеска што се нови меѓу нас или не се во групата, а сакаат да видат во групата, слободно нека ме пишат или на мене, или на Дачо, или на Гоче. Гоче со нас на мене и на Дачо доста ни помага околу сите, пошто ја не сум тука, знаете, јас живеам во Словенија. Над мене и на Дачо доста многу ни помага овде околу организации и интернет конекции со други работи. Така што може на нас тројца да ни пишете слободно, за да ве убациме внатре во групата. Уште една работа што се однесува до групата, момци, сакам искрено да слушам онака, баш ме радува што ќе се зголемува бројот, се повеќе се зголемува од првиот настан до сега, многу се зголеми бројот на дечки и во групата и општо на сите настани. И тоа многу ме радува. Сакам да напоменам дека сакам во иднина многу повеќе да слушам, брат, бодрење и такви работи, говор на омраза не сакам искрено, заради тоа што не е ова. Зашто да не го искорениме од нас тој балкански менталитет, брат, што го имаме сите, поготоа кај нас на Балкана, да не знам, да се завидуваме или такви работи, значи само да се бустаме и само така можеме да видиме боле. Да, за сигурно. Ајде бе, екипо, ајде. Нешто многу посериозно. Дали сме сега, брат, за треничи. Како што кажав, за една година ова да стане нешто многу поголемо. Почне и тренингот. Свивој, расклекој цел е над 1100, ако беше нешто послушнав, нешто не. Тука снимам со апарат и со други дечки, овдека сепак за мене. Мислам дека ќе извадам интересно видео.
еве да го привршиме ова видео од Street Workout Македонија во стил. Ќе направиме едно кратко интервју со шампионот кој во 2023 има земено прво место на Балкан Street Lifting шампионатот. Представи се. Јас сум Атанас Демников од Скопје. Тренирам веќе 3,5 години стрит лифтинг. Пред тоа се бавев со други спортови, појате спортови, карате, фудбал, баскет и тоа. Ама се пројава стритно со стрит лифтингот, бидејќи ме говорам сега модернински спорт и така, добро. Ете, гледате, спортист кој тренирал повеќе спортови на крај се одлучил за стрит лифтингот. Најпрво прашање, кој ви беше мотивот да почнете со самиот стрит лифтинг? Тоа чисто морам да бев малку покрупен. Немав нека подвижност, сакав двоатлетско тело, бидејќи кој спорт го дава тоа. По чисте прави и на помало изгледаш на себе и побрз и така. На која возраст тргнавте да се бавите поозбилно во смисла да водите исхрана, да имате свој сплит, да имате поорганизирани тренинзи, како што се сега овие тука? Така, по стрит лифтинг тоа е како помодерно. Се пројавив тоа околу 3 години вежбам, стрикно 2 години. Така што потенцираше 2023 година бев прв на Балкан. Во Ниш се одржа такмичењето над 94 категорија. Имаше доста добра конкуренција и така. Чисто супер спортот и се надевам дека понатака ќе продолжам поголем успеси. Сакам на светско ниво да биде како што треба и тоа. Еве нешто стрикно кон тоа. Какво ти беше чувството кога беше на шампионатот 2023 додека се одвиваше такмичењето, имаше ли адреналин, се мислеше ли што ќе направам, како ќе успеам? Тоа е позитивна тема, Владе. Човек без трема не е тоа, реално да. Потоа, дали очекуваше дека на шампионатот кога почна додека траеше сето тоа, дали очекуваше дека ќе станеш шампион или може би си кажа дека има некој друг тука што ќе ти направи проблем во конкуренција? Или беше самоуверен до крај си каже дека оваа година е твоја? Добро, сакав си постат некои цели, стрикни. Можеш и подобро да се очекували се пак тие се 4 дисциплини, маслап, пулап, развој и чисти. Петолот се собира најмногу на крај, се покупени. Чушиот ми даде повеќе за прво место, така тоа ми даде многу. Наредно, колку години тренираш стрит лифтинг и од кога почна да додаваш килажи, например, weighted pull-ups, weighted dips, бидејќи знаеме сите почнале најпрво не можеле, еве ја да направам згиб, па полека идеме и додаваме килажи во спорт. Со стрит воркаут почна се сериозно бодивејт од почеток да се бавам од 2016 и постепено после како што напреднав ми стана подосам на бодивејтот и се почна да се продаваш на тежина па 3 години. Кој од плани почна малце посериозно да тренирам се бавам и сум некак задоволен сум, сега би требало да биде подобро преку време. Што ќе кажеш за насоки на некој што сака да почне да се бави со стрит лифтингот? Може дека го види видео си каже сака да биде како тебе, да стане шампион на Балкан во некоја категорија, што ќе му посочиш? Не мора со овој спорт да се бави, да има добра активност, добра активност, владиве да не одлезе по пороци, тоа е исто лоша работа, по компјутери, на телевизор, да избегаат блицки такви работи, се што поврзано со лоша храна, повеќе здрава храна да се носува. И тоа е. Си имат некој цели да не се рекува со тека време ќе си има некој. Предпоследно, дали еден ден планираш покрај балкански да станеш и светски шампион во твојата категорија? Па здраве, сега ми е целта да припреми оваа полета за некој месец да почнем со балканската до година. Уште не е одредена, датумот не е одреден кај што ќе биде. Прво тоа ми е целта, да тест, па после здраве може ќе биде на светското балканското може да има некои квалификации.
отиме како ќе понатаму за светско селебо. И како за крај, бидејќи мојот канал е повеќе со теретана, денеска сме тука на Стрит Воркаут Македонија. Твое мислење за тренинг, шипки или тегови или можеби комбинација меѓу двете? Може да се додаде заедно, како подевет и тежински тренинг да се надополни со кардио трчање, добра исхрана, добар сон, сето е тоа. Хвала ти што учествуваше во видеото. Тоа беше шампионот Атанас од 2023 на Балкан шампионатот за вас, а ние се гледаме во некој од следните видео. Хвала и чао.